Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Минатата недела беше возбудлива и вибрантна во светот на автомобилите, но се издвојува гала вечерта на Ауто без жирито. Во Страсбург се одржа 21-та гала на која се собра големи и влијателни луѓе од светот на автомобилите. Но пред да видите што се случуваше во Страсбург и кој се искачи на сцената, прво погледнете ги флеш вестите. Шведската компанија за перформансни електрични автомобили го најави својот трет модел за есенва. Наречен едноставно Polestar 3 ќе биде влезница во светот на кросоверите на компанијата. Неговото производство треба да започне на почетокот на 2023-та паралелно во Соединетите Американски држави и Кина. Првите снимки на Polestar 3 покажуваат дека дизајнерскиот идентитет еволуира со силен карактер на брендот. Според Томас Инглнат, кормиларот на Polestar, се планира во следните 3 години секоја година да се лансира нов автомобил, почнувајќи од Polestar 3 и има за цел да го зголеми своето присуство на најмалку 30 глобални пазари до крајот на 2023 година. Проекцијата на Polestar е ланската продажба која достигна 29.000 примероци да ја зголеми 10 пати заклучно со 2025 година. Во време кога вистинските теренци скоро изумреа, Брабус реши да настапи со ултимативна офроуд изведба на Г-класата. Со голена до кожа и со цврст заштитен кафес место каросерија, оваа зверка, наречена кроулер, во својот необичен изглед ќе извлече неартикулирани звуци од секого. Посебно ако се види во акција кога преработениот 4,5 литарски V8 своите 900 коњи ги потерува во галоп. Од Брабус велат дека до 100 км на час ќе забрза за само 3,4 секунди, но тешко дека некој ќе го доживее тоа бидејќи не може да се регистрира за јавен сообраќај. Затоа пак целосно е подготвен за лудории на безпаќата со клиренсот од 530 мм, грубите пневматици и поедноставниот систем за ослонување кој се подесува по височина. Висока и цената – 750.000 евра, која ќе ја платат само 15 купувачи во колку примероци ќе биде направен. Носталгијата буди чудни емоции кај човекот кој Порше доста добро знае да ги предизвика со духот на минатото вткаен во гените на неговите модели. Посебно на 911 која плете својата легенда уште од средината на 60-тите години на минатиот век. Токму на тоа време подсетува и најновата негова креација која ќе биде произведена во 1250 примероци. Но да не залажува изгледот. Под ретро лакираниот лим во каросеријата позајмена од 911 турбо изведбата се крие моќна современа механика, чија основа е 3,7 литарскиот боксер, од кој се извлечени 550 коњски сили. Спарен со 7-степен мануелен минувач, тие се пренесуваат само на задните тркала, додека за комплетирање на задоволството вредно 273.000 евра е задолжен специјалниот спортски издувен систем.
Lamborghini Urus запише уште еден рекорд. Стана најпродаван модел на марката за најкратко време. Од своето пазарно лансирање пред 4 години произведени се 20.000 примероци од него. Урус беше катализатор за удвојување на големината на фабриката на Lamborghini во Санта Гата Болонјезе, а вработени се нови 500 луѓе. Се крчкаше во главите на инженерите и плановите на менаџерите уште пред 2012 година, кога на салонот на автомобилите во Пекинг беше покажан првиот концепт. Веќе тогаш се знаеше дека ќе постигне голем успех бидејќи го поседуваше најбитното – привлечноста како секој вистински Lamborghini. Иако механички доста близок со своите роднини од Volkswagen групацијата, тој сепак се изроди од наследството на италијанската компанија. Беше совршено дополнување на понудата на супер автомобили, нудејќи луксус во секојдневното користење и спортско возење на оние што ќе го посакаат тоа. Ова го може благодарејќи на 6 режими на работа, меѓу кои 2 се тркачки, а 3 теренски. Каква репутација постигна Урус најдобро кажува фактот што повеќе од 70% од неговите купувачи се нови за марката. Побрз, полесен и со погона сите тркала. Таков е Формула Е болидот од новата генерација кој Порше го представи за настап во наредната сезона. Конструктивно, главната измена е додавање на втор електромотор од 340 конски сили на предната оска. Тој ќе обезбеди и дополнителна ефикасност преку поголемата регенерација на енергијата која се очекува да достигне учество до 40%. Електромоторот на задната оска ќе испорачува 476 конски сили, со што вкупната системска моќност на новата генерација Формула Е болиди ќе изнесува 816 коњи. За конструкцијата на телото ќе бидат користени рециклирани јаглеродни влакна, а максималната брзина е ограничена на 320 км на час. Новата сезона на Формула Е шампионатот кој се одржува од 2014 треба да започне во декември годинава. Швајцарија има се осем автомобилска индустрија, но за да не биде сосема избришана од светската автомобилска мапа, од време на време се појавуваат имиња како што е Picasso Automotive Creation. Нивниот производ, наречен 660 LM, се класифициран како лесен супер автомобил, а бројката во ознаката е одредена со конјските сили што ги поседува. Овој уличен тркач со каросерија од јаглеродни влакна ќе биде направен во серија од 21 примерок. Зошто токму толку никому не му е јасно, но на сите цената ќе им стартува од 620.000 евра без давачки. Ниската силуета е добиена благодарение на централно поставениот мотор, а истакнатите аерокомпоненти создаваат потисна сила од 960 кг при максималните 315 км на час. Тие се добредојдени за перформансите кои ги обезбедува агрегатот по потекло од италијанската компанија Autotecnica Motori, чија сила се пренесува на задните тркала преку 6-степен секвенционален менувач. Издувниот систем од титаниум ја дополнува аудиовизуелната слика на швајцарскиот супер автомобил, чија тежина од само 980 кг делува нестварно. Внатрешноста на кабината со мат завршна обработка од карбон е за секоја почит, а сите заинтересирани за него ќе морат да се стрпат барем уште година и нешто додека започнат испораките.
Ако Тесла повеќе никој не може да ја стигне според пазарната капитализација, заднеа на ранглистата највредни светски автомобилски компании се случуваат нешта кои никој не ги очекуваше. Имено според најновите проценки, вредноста на кинескиот Build Your Dream се искачи на околу 130 милиарди долари, со кои стигна до третото место, истиснувајќи го Volkswagen од неговите нешто под 120 милиарди. На второто место е најголемиот светски производител на возила Toyota со вредност од скоро 230 милиарди долари, додека Тесла суверено доминира со 730 милиарди. Битно е да се нагласи за овие промени е дека Build Your Dream во февруари најави дека постепено ќе го укинува производството на неелектрифицирани возила. Дополнителен плюс за кинеската компанија е и тоа што самата во своите погони произведува батерии и микроелектроника. Понатаму на топ листата следат Mercedes, BMW, General Motors, Ford, Stellantis и Honda, чија вредност се движи помеѓу 78 и 43 милиарди долари. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги отсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Метрополис, број 1 радиомрежа. Во импресивниот Пале Ројал, кој се рангира меѓу првите 3 француски кабареа, се одржа 21-то издание на гала вечерта на доделување на Аутобест наградите. Добре дојде посака Дан Варди, основач и председател на Аутобест, и го отвори единственото шоу, мултикултурно, мултисензорно искуство што го нарече Аутобест кабаре. Возбудливата програма го следеше доделувањето на специјалните признанија за 2022 година, а на сцената се искачија 8 лауреати. Првиот од нив е Алехандро Агаг, основач на Формула Е светскиот шампионат, и го понесе признанието Спорт Бест. Еко Бест му припадна на Рено Меган и Тек.
Во име на компанијата се заблагодари господин Жан-Пол Дре, главен инженер за електричните возила од сегментот. Поради компаниските рестрикции за патување преку видео обраќање, присутните ги поздрави Силвио Ангори, извршниот директор на Пининфарина, кој е особено горд што нивната работа беше препознаена преку признанието Company Best. Годинава го добивме најмладиот член на куќата на славните. Хрватот Мате Римац со своите 34 години, неизмерна волја и енергија, млад по години, но препознатлив преку делата, е носител на Мен Бест. Куќата на славните имаше место и за Валтер де Силва, прочуениот дизајнер чија обемна кариера имаше значително придонесено за континуираната и незапирлива културна, социјална и економска еволуција во светот. Safety Best е признание за безбедноста и прв пат го добива пикап поради своите безбедносни оценки. Исузу D-Max е прв од тој ред, а неговите 5 звездички на Euro NCAP се мотив и за другите производители на вакви возила. Намената за технологиите за категоријата Smart Bet секогаш има многу кандидати, но штутгарската звезда ги засени останатите. За својот MBUX промовиран кај електричните модели заслужи признание кое го прими Майкл Клингер, раководител на MBUX програмата. На сцената, добивајќи го врвното европско признание Best Buy Car of Europe за 100% електричниот Dacia Spring, Денис Лавот, извршниот директор на Dacia, рече: од своето лансирање Dacia Spring е огромен успех. Би сакале да му заблагодарење на AutoBest за оваа награда за автомобил кој нуди најмногу за својата цена во Европа за 2022 година, која го потврдува апетитот што нашите клиенти го имаат за нашите модели. Со својата непобедлива цена и својот атрактивен авантуристички изглед, Dacia Spring ги прави електричните возила достапни за сите. Накратко, Dacia со Spring ја демократизира електричната мобилност. За време на гала вечерта AutoBest организацијата ги објави плановите за развој на проектот EcoBest Challenge, по минатогодинешното мощно и успешно издание. Тој оваа година ќе се одржи во Болоња со цел да се обезбедат релевантни, суштински и непристрасни проценки за европските потрошувачи. AutoBest жирито сака да им се заблагодари на сите представници на победниците за нивното присуство на гала манифестацијата во Пале Ројал за преземање на наградите. Исто така, жирито им изразува благодарност на сите гости кои дојдоа од 31 земја да присуствуваат на овој посебен настан. Идното издание на гала вечерта AutoBest ќе се случи во Холандија на датум што ќе биде дополнително објавен. Во последно време Мерцедес ни пласираше вистинска лавина новитети, но ово е нешто посебно. Представен како концепт уште во 2017-та, имаше за цел да го обележи 55 годишниот јубилеј од основањето на AMG, кој се случи токму сега. Ексклузивен како никој друг, овој хиперавтомобил со трокраката звезда ги донесува технологиите од Формула 1 на обичните патишта, но на него ништо не е обично. Најмодерниот хибриден погон од V6 агрегатот со работна зафатнина од само 1,6 литри со помош на 4 електромотори извлекува дури 1063 конски сили. Максималните 352 км на час можеби не се толку импресивни како кај некои други октански или електрични зверки, но стручњаците на AMG и Petronas F1 тимот кои ги спроведува исклучително сложениот развој се согласуваат дека не е се во апсолутните бројки. Предизвиците беа огромни и затоа во некои случаи AMG One нуди дури и повеќе од тркачкиот Формула 1 болид. Јаглеродните влакна се користени на многу места за монокок шасијата, каросеријата, носечкиот склоп на погонската група, деловите на активната аеродинамика и во внатрешноста. Целосно вариабилниот погон на сите тркала е обезбеден со задната хибридна оска и електромоторите на предната, при што овој двосет покрај во 5 тркачки може да се вози и во чисто електричен режим.
За него во Мерцедес се согласуваат дека ги надминале сопствените граници. Со тоа ќе се сложат и сите 275 купувачи кои веќе одамна имаат застанато во ред за него, подготвувајќи по 2,75 милиони евра без давачки. Раководството на Nissan донесе одлука да го прилагоди својот настап на европскиот континент, напуштајќи ги моторите со внатрешно согорување со забрзано темпо. Јапонската компанија дигна раце од осовршувањето на актуелните генерации агрегати за да ги усогласи со идните Euro 7 нормативи и веќе од 2023 година сите нови модели ќе бидат електрифицирани. Постоечките возила со конвенционални мотори сепак ќе останат во понуда до 2030 година, а после тоа целата продажба ќе биде исполнета само со хибридни или електрични автомобили. Вакви во моментов на европскиот пазар по список се 5, но во продажните салони единствено може да се сретне Leaf, додека производството на другите ќе започне во престојните месеци. Годинава уште се очекува и новата генерација на X-Trail, а нареден модел за лансирање ќе биде малата Micra, која ќе пристигне од погоните на Рено. За жал на исконските љубители на марката, нема никаква потврда дека ќе остане некој од спортските модели. Девет години после својата реанимација, Datsun по втор пат сгасна. Беше креиран да биде поевтина марка на Nissan, нешто како јапонска Dacia, наменет само за пазарите во развој. Стратегијата сепак не му беше добро, ниту целосно разработена и во различни земји настапуваше различно. Неговите модели во Индија се базираа на Nissan Micra и Renault Kwid, а во Русија на Lada Granta и Kalina. Продажбата беше организирана уште во Јужна Африка и пар слабо развиени азиски земји и толку. Несоодветната понуда и високата цена уште на почетокот покажаа дека нема да се остварат плановите кои и онака не беа амбициозни. Изостануваше кросовер кој беше најавен, а неговото појавување во Индија под знакот на Nissan недвосмислено го најави крајот на марката. Таа постепено започна да се гаси уште во 2019 година, за сега и официјално да замине во историјата. Тоа што со своите 5,45 метри должина и 2,12 широчина е меѓу најголемите возила на пазарот, не го спречи Jeep да подготви продолжена верзија на Wagoneer. Сега масивниот теренец поставен на шасија од пикап е за цели 30 см подолг, кои најмногу се искористени за багажникот. Така 8 патници сега со себе може да понесат цели 1,25 кубни метри товар и тројно повеќе доколку патуваат само двајца. Jeep Wagoneer и неговото луксузно издание Grand Wagoneer сепак поголемо внимание привлекуваат со парот нови твин турбомотори со 6 цилиндри во линија. Под ознаката Hurricane тие се развиени да ги заменат доста популарните, но застарени 8-цилиндрични Hemi агрегати. Stellantis има планови да ги употребува во повеќе брендови широм светот, а во оваа прва нивна апликација од своите 3 литри извлекуваат по 420, односно 510 коњски сили. Купувачите можат да бираат дали тие ќе се пренесуваат само на задните или
или на сите 4 тркала, и во двата случаи преку 8-степена автоматика. Продажбата на новите модели ќе започне на есен по цени кои се очекуваат да бидат за 15% повисоки од стандардните изведби. Четири години по самостојувањето, Купра е подготвена за следната фаза на своето работење. Неа ја најави на ексклузивен настан на историскиот аеродром Терамар покрај Барселона, каде беше обелоденета дека марката има амбиции да продава по половина милион автомобили годишно. Покрај веќе виденото Таваскан, за кој велат дека е остварување на сонот меѓу хероите на Купра за нивно време, е и електрифицираниот кросовер, кој го нуди токму името Терамар. Плагин технологиите ќе им дадат нов спортски импулс на овој маркантен модел со импресивен дизајн, кој ќе се произведува во фабриката на Ауди во Унгарија. Најмногу внимание сепак посветено на електричниот Урбан Ребел, со кој Купра ги предизвикува сите емоции. Планиран за 2025 година, тој ќе однесе марката преку традиционалните сваќања за градските автомобили, бидејќи, како велат, се развива за еден бунтовен електричен свет. Ќе користи новата верзија на MEB платформата на Volkswagen концернот, а за еколошко освестување на општеството шпанците за него предвидува и масовна употреба на рециклирани полимери и органски добиени материјали. Мускулесто изведениот дизајн ги најавува перформансите што ги обезбедува електромоторот со 226 конски сили, а батерискиот пакет ќе му даде автономија од 440 км. 'Пратениците на Европскиот парламент ја поддржаа забраната на продажбата на бензински и дизел возила после 2035 година во Европската Унија, што е дел од широкиот пакет мерки за борба против климатските промени. Се до моментот на гласање на овој предлог на Европската комисија се чинеше дека ќе се остави мала нишка надеж за преживување на моторите со внатрешно согорување, но тоа не се случи. Амандманот со кој место 100% би се поддржало 90% намалување на емисиите на CO2 од возилата до 2035 година не беше усвоен. Неговите подносители го оправдаа со загриженост за губење на работните места во автомобилскиот сектор. За да стане закон, овој предлог треба да помине и низ сложената процедура во која ќе биде разгледан и усвоен од сите земји членки на Унијата. А тоа нема да биде лесно, бидејќи ќе имаат обврска да постават станици за полнење на батериите на секои 60 километри, за што ќе треба многу пари. Сепак, јасно е дека Европа чекори по патот на кој во иднина ќе нема место за возилата ниту за класични, ниту за хибридни мотори. Осумдесетите години од минатиот век беа златно доба за автомобилската индустрија. Купувачи имаше се повеќе, но што е побитно, беа подготвени добро да платат за она што го сакаат. Затоа и Опел после долгиот развој го подготви наследникот на успешната Манта во едно сосема поинакво светло. Кога се појави на франкфуртскиот салон во 1990 година, Калибра беше вистинска сензација. Важеше за најаеродинамичен сериски автомобил во светот со феноменален коефициент на отпор на воздухот од 0,26. Овој рекорд ќе го одржи 10 години, подолго отколку што се произведуваше. Остана во срцата на многу љубители на марката, бидејќи нудеше за секого по нешто. Механиката ја имаше превземено од Вектра, вклучувајќи го и основниот дволитарски мотор со 116 конски сили. Но вистинското пакување беше импресивната турбоизведба, која со своите 204 коњи
стигнување постигнуваше 245 км на час. Постојаа верзии и со V6 мотори и погон на сите тркала. За време на својот животен век калибра стигна до 240.000 купувачи. Тоа беше се што подготвивме за ове издание на Автомагазин. Ви благодарам на вниманието и следната средба е за 7 дена. А во меѓувреме, сите интересни и нови работи од светот на автомобилите можете да ги најдете на нашиот сајт. Срдечен поздрав и до гледање.